Добар ден, почитувани. Ова е Телма амбуланта. Зошто уринарните инфекции се почести во лето? Некои статистики покажуваат дека нивниот број расте за 30 до 50% во летните месеци. Дали виновникот за тоа се високите температури и потењето, влажните костими за капење, базените или пак можеби дехидратацијата? Постои ли начин да се спречи овој проблем? На оваа тема денеска разговараме со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, субспецијалист по нефрологија. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а и денеска емисијата ќе биде контактна, што значи дека ќе постои можност да се вклучите во програма со ваши прашања. Се гледаме набрзо со гостинката во студиото на Телма. Зошто уринарните инфекции се почести во летните месеци? Ќе прашаме доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, субспецијалист по нефрологија од специјалната болница за нефрологија и дијализа Димет Медика. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добро ден. Зошто се драстично расте бројот на уринарни инфекции за време на летото? Некои статистики покажуваат, велат 30 до 50%. Така, да, се зголемува нивниот број. Статистиките го покажуваат истото и праксата го покажува истото покрај статистиките. Може би затоа што тоа е еден мултифакторијален, да речеме, мултифакторијална причина која што го предизвикува истото. Зголемувањето на температурите, дехидратацијата како таква, бидејќи телото интензивно се поти во тој временски период, патувањата, користењето на најразлични базени, се поатрактивните all-inclusive хотели, каде што нели тие базени се многу попривлечни за бањање отколку користењето на нели на морето или на езерото. Така да тоа е еден склоп на хигиената како дел од тоа, значи никогаш поради тоа што тоа е регија која што доста интензивно се поти, се не можеме ние цело време нели да трчаме по тоалетите и да се прават промивки или нешто слично, така да сето тоа кај одредени групи на дали се мажи или жени знаат да иницираат појава на ваков тип на инфекции, позачестено во летниот временски период. Така, значи таа е таа летна врска. Да. Сега ги споменавте базените, користење на базени, но тука се и езерата. Дали во слатките води полесно се размножуваат бактерии како што се, на пример, они од сојот Ешерихија коли? Па и да и не. Значи, тука имаме, например, поладни езера и потопли езера. Во Охридското езеро, апсолутно дека како, наши езера да ги ставиме во таа категорија, апсолутно дека веројатноста да се развиваат е многу помала, колку може да се загрее езерото. Но во сладководните езера, каде што температурата е многу повисока, значи се позастојни на некој начин, и надворешната температура е исто така повисока, да, тука постои можност во плиткиот дел каде што најчесто сите се плискаме во кога сме на одмор, тука да, тука може да се развиваат таков тип на бактерии, поради тоа што и одредени нели луѓето се повеќе седат во таа вода, можеби нешто не се измило од нивното тело, така да може да се пренесе. Али базените се по нешто што би рекла дека повеќе се пренесуваат, за разлика поголем ризик е се базените во однос на морињата и езерата, пошто сепак тоа е проточна вода, за разлика од базените, не дека и таму нели не се прочистува, но има разлика од базен до базен, па колку е тоа хлорирано, па дали тоа е доволно хлорирано, па колку луѓе во моментот има во тој базен, капацитетот дали го задоволува према нели бројот на луѓе и големината на базенот. Така да почести, вака бар анамнестички податоци кога сум добивала после август месец кога се враќале пациентките од одмор, кажуваат дека се бањале во базени. Дали веднаш по излегувањето од вода треба да се смени костимот за капење? Има ли вистина дека влажниот костим за капење може да биде ризик фактор за појава на уринарни инфекции? Дали е тоа вистина или мит? Па јас повеќе би кажала дека е мит, но добро да се промени. Заради тоа што таа влажна регија која што доле ќе се исуши на нас, и синтетика ствара да кажеме дека не е директно причинител влажниот костим, но е индиректен причинител, заради тоа што влажната средина која што ќе ја направи во таа генитална регија
е нешто што е погодно за живење на бактериите. Така да во тој аспект тие знаат и повеќе да се активираат. Или пак е пациенти кои што веќе имаат уринарни инфекции, кои што веќе се носители на Ешерихија, веќе се ги знаат или се асимптоматски, тие знаат дека по подолго време чувањето на костимот на нив ќе им ја активира. Ќе им ја потикне, ама баш заради тој момент, заради нарушувањето на таа една нормална флора која што е таму и влажност која што е погодна за живење на бактериите. Во летните месеци е многу почеста дехидратацијата, не сите пиеме доволно течност. Дали тоа може да биде подлога за развој на некаква уринарна инфекција? Да, јас повеќе би го сврстала дека тоа е една од поглавните причини, дехидратацијата, бидејќи телото не сите ние внесуваме 2 до 2,5 литри или 3 литри зависно од нашата телесна маса колкава е. А се потиме интензивно. Некои внесуваат, некои не внесуваат. И тоа доведува апсолутно до намалено стварање на урина во нашето тело. А кога ќе се случи тој момент, се доведува до состојба на една хиперконцентрација на самата урина. И кога таа е хиперконцентрирана, апсолутно е поголема подлога за развиток на бактериски инфекции. Не дека кај сите ќе се развие, апсолутно, но кај тие луѓе кои што веќе или имале епизоди на уринарни инфекции, или пак са тоа нешто се споило со многу други фактори во моментот, знае да го предизвика истото. А што е со задржувањето на урината? Односно непразнењето на мочниот меур кога имаме нагон, и тоа најчесто го правиме за време на патувањата. Дали тоа може да биде проблем? Па да, и за патувањата јас би рекла и во секојдневието. Затоа што многу од пациентите, пошто во делото да не сакајќи да користат јавен тоалет. Да, сака да кажам дека и во анамнестичкиот податок кој ќе ги прашам, например, еве, не се на патување, ама работат во канцеларија, каде што подолго време седат и на тој начин ја држат урината. И сето тоа држање на урина е истиот ефект како со дехидратацијата. Ствара подлога за развиток на бактерии. Или пак не сака да идат во тоалетот со своите колеги, значи од X причини. Истото е и со патувањата, нели? Несакањето на користењето на јавни тоалети, држењето, дали може би долги авионски летови или пак долги патувања со кола, се причината некогаш кај пациентите да се активираат. И дори тие самите го кажуваат. Леле, сега кај ќе патувам, ќе ми се активира пошто ќе не можам да мокрам. Го знаат они тој момент, затоа што треба да пијат повеќе вода, за да не се случи истото, а ако пијат помалку вода, односно да пијат помалку течности, се активира. Значи одложување на мокрење никако, и да се пие доволно течности, едно со друго е поврзано. А постои ли реална опасност да се развие некаква уринарна инфекција поради користење јавни тоалети за време на патување, кампување, на работното место и слично? Пак би рекла и да и не. Заради тоа што сепак тука тоа не влие директно толку колку што влие индиректно. Да, прљавите тоалети апсолутно дека таа прљава површина доколку дојде во контакт со некој дел од нашето тело, мислам делот каде што се врши таа физиолошка потреба, после тоа може лесно да се трансаминира, односно да се пренесе до гениталната регија. Тоа е повеќе често ќе речам кај жените, бидејќи актот на изведување на физиолошката потреба е малце поразличен од кај мажите, тие не доаѓаат во контакт со ништо. И многу почесто е кај жените поизразено. Да, сум имала и пациенти каде што доаѓаат после хотелски престои во тоалети, каде што нели сите ние очекуваме дека е направена дезинфекција и се останато, се појавиле инфекции уринарни, така да се е тоа пак на некој начин индивидуално. Колкав е имунитетот на пациентот, подлогата нели на која што дошол во контакт и се останато. Вело дека жените се поподложни на уринарни инфекции во споредба со мажите. Но што е со летниот период? Дали мажите и децата се поштедени од уринарни инфекции во споредба со жените? Па, децата не би рекла дека се поштедени, пошто исто и тие се цело време се брчкаат во базени и такви работи, кај што исто така дополнително нели може да го допринесе истото. Мажите некако индиректно фаќаат од жените, не толку дека тие се директно можат поради анатомскиот момент со уретрата, каде што кај мажите е подолга за разлика од кај жените, и таа една бариера која што ја има, физиолошка бариера, е пократка кај жените и затоа се они попредиспонирани за појавата на тој тип на уринарна инфекција за разлика од мажите. Ама не дека некој е, речеме, поштеден. Ако има некој да се зарази, ќе се заразат и мажот, и жената, и детето. Така.
Но жените се сепак попредиспонирани. Поради анатомската градба на уринарниот така. тракт. Сега, дали младите жени имат поголем ризик да развијат уринарни инфекции или пак жените кои што се повозрасни и се во менопауза? Ја би кажала и двете категории. Бидејќи младите жени се, да речеме, посексуално активни. Каде што сексуалната активност, односно и сексуално преносливите болести, да речеме, дека се по како помлади се кај помладата популација се лесно попреносливи. Исто така и шерихијата и уринарните инфекции исто така се пренесуваат преку сексуалните активности. Од друга страна пак, повозрастната популација, например жените кои што се во перименопауза, менопауза, они па имаат еден друг фактор кој што пак допринесува за развиток на уринарните инфекции, а тоа е всушност намаленото ниво на естроген. Женскиот хормон. Да, женскиот хормон, кој со всушност ја прави целата таа генитална регија поподложна, односно нарушува таа цела хормонот како нормалното ниво на хормонот има едно влијание во човечкото тело, каде што одржува еден баланс во телото, а сега веќе настанува еден дисбаланс, кој што дисбаланс влијае на сувоста на вагината, влијае на целото тоа намалено ниво на естрогенот, каде што таа регија нормалната флора се нарушува. И апсолутно дека тоа станува поголема подлога за развиток на било каков тип на инфекција. А што е со возрастните жени кои што имаат спад на матката и на мочниот меур поради намалениот тонус на мускулатурата на крвичното дно? И тие често пати испуштаат урина неволно, значи се подмочуваат. Што значи капка, две или пак поголема количина урина неволно испуштана во летните месеци, кога температурите се високи? Таа е ризик секако. Значи не само во летниот, таа е ризик целогодишно, ќе кажам. Заради тоа што пациентките кои се соочуваат со тоа како што го објаснивте, спад или инконтиненција поради спуштање на матката и апсолутно влечење на мочниот меур, поради тоа што тој веќе не е во своите физиолошки простори во нашето тело, доведува до неволно мокрење. Тоа неволно мокрење некогаш е со мала количина на капки, а некогаш е и многу поизразено. Се зависи колкава е инконтиненцијата кај пациентката. Во ваков случај пациентките редовно користат дневни влошки, кои што всушност дневните влошки се тие кои што се подлогата, односно така јас го нарекувам хранилиште за бактериите за развиток на инфекциите. И тоа е во повозрастната популација, пошто таа проблематика е повеќе во подминатата возраст. Кај сите жени сум првото прашање ми е дали носите дневни влошки, сите го даваат истиот податок. Така да, за да не дојдат до уринарни инфекции, да, тоалетата е една од битните фактори кои што треба да се секоја жена треба да ја дневно да ја обавува, но кај жените кои што го имаат тој проблем, може би малце почесто, но не да биде претерана со сапуни, со средства за хигиена кои што ќе ја нарушат флората, па ќе направат од друг аспект друг проблем ќе направат точно така. Сепак тоа да биде промивка. Некогаш јас ги советувам и пациентките, направете обично промивка со камилица. Значи чисто една промивка, не мора да се користат течни сапуни, не мора да се барат па со специјална пеха, ама сето тоа е хемија. Значи не мора секогаш да бидеме толку агресивно да се пристапува и не користењето на тие дневни влошки. А во летниот период, пошто прашањето беше таква, да, заради тоа што тоа веќе се развива топлина, самата регија е поиспотена, уште поголем е процентот, односно не процентот, туку степенот на појавата на инфекцијата. Дали понекогаш е доволно да се измијат само со вода? Па некогаш е доволно да се измијат само со вода, затоа што се прави една промивка за да истата се оттргне тој еден слој кој што ќе се формира на гениталните органи, кој што е сепак подлога. Како што, например, кај жени кои што имаат уринарна инфекција се препорачува после сексуалниот акт да уринираат, да направат промивка, тие си го знаат веќе тоа. Тие што имаат ешерихија, коли што имаат одредени бактерии, веќе тоа и доста често го практикуваат. Исто е и дали во помлада возраст или во поодмината возраст, сепак тоа е еден акт кој што би требало секој да го практикува. Споменавте дека сексуално активните жени се
имаат поголем ризик за развој на уринарни инфекции, доколку имаат склоност кон тоа. А во периодот кога се неактивни на сексуален план, ќе се повторува инфекцијата? Па, пак тука има многу фактори кои што може да влијаат. Например, ќе спомнам конкретно и Шерихја Коли, тука има пат на имунитет. Ако има личност, ако има пат на имунитет, ќе активира бактеријата. Ако пациентката има доста стресна состојба, мислам стресна работа, стрес на телото, било која причина. Исто така се појавува како момент каде што таа се активира кај овие типови кај пациентките, така да не дека секогаш сексуалната активност, да не бидам погрешно сватена, дека таа е главниот предиктор за истото. Апсолутно не. Значи тоа се многу причини присутни кои што активираат појава на бактерија. Некојаш јадење повеќе блага храна, мислам внесување на јаглехидрати, не внесување доволно течност, не конзумирање, туку жените апсолутно го игнорираат моментот дека треба да пијат, например, конзумираат сокови, каде што апсолутно внесуваат шекери, а внесот на водата го занемаруваат. Дополнително стресната ситуација, падот на имунитетот. Така повеќе фактори се во комбинација. Повеќе фактори се во комбинација. Не е дека секогаш тој момент. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е контактна доктор Елена Бабаљ-Пансколиева, субспецијалист по нефрологија во Димед Медикал, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде сите информации поврзани со темата на која што денеска говориме. Ајде да разјасниме некои од најчестите митови кои што се поврзани со уринарните инфекции. Тука постои едно длабоко убедување дека доколку седиме на студен бетон, на ладно цименто, во детството така го нарекувавме, ќе добиеме уринарна инфекција. Или дека е опасно по дома да одиме боси, по плочки. Дали навистина тоа ќе доведе до проблем со мочните патишта? Не, тоа нема да доведе реално да правиме мовеца, тоа е мит. Јас ќе го класифицирам во таму. Но влие како фактор дека, ќе го кажам, моментот кај мажите, например. Мажите кои што имаат простатит, многу често кога се во ладна вода или кога ќе им се наладат нозете, простатитот им се активира. Значи го дават како податок во амбуланта кога ќе дојдат. Исто така и жените го дават како податок дека доколку ги чувствувам дека ми се ладни нозете, имаат активација на циститот. Односно, они веќе го имаат. Значи не може да настане од тоа. Апсолутно. Тоа е само еден, пак ќе речам, тригер фактор, активатор. Е така, кај одредена, не кај сите, апсолутно дека не е кај сите, кај одредени луѓе знае да го потенцира и да го поврзат. Можеби некогаш и да нема врска, ама тие знаат да го поврзат. Еве денеска бев на река или не знам во ладна вода. Или седе во климатизирана просторија, ме фати промаја. Не, тоа па ичпа. Климатизираните простори, ладните простори, па тама работа, сите ние работиме веќе во климатизирани простори, канцелари, па сите имаме цистит. Значи не е дека е така. Јас повеќе ви кажала дека секогаш циститот е допринесен од, пример, моментот кога ние седиме во канцеларија, нас ни е ладно, можеби ладното ќе ни го провоцира моментот за мокрење, а ние цело време не одиме да мокреме. И тука ние ќе си направиме да, како се појавила, ама не дека ладното го било тригерот за истото. А кои се најчестите симптоми кои што се поврзани со циститот? Тоа се така наречени дизурични симптоми, односно печење при мокрење, болка при мокрење, на почетокот или на крајот од актот на мокрење, некогаш препратени со крв, на почетокот или на крајот на, чисто го приметуваат како при моментот на бришење, еден дискомфорт во долниот дел од стомакот, од абдоменот, кажав, печење, значи така да тие се 4-5 основни симптоми кои што пациентот првично ги појавува. После тоа, секако, ако инфекцијата е акутна, може да развијат и температура, може да развијат и слабинска болка. Сето тоа може да биде скомбинирано со дополнителни симптоми. Имаме гледачи на линија, ќе им дадеме предност и ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Да, јас се јавам од Битола. Така. Имам 66 години и неколку пати
ми се повторува јавувањето на Ешерихија коли, али јас немам никакви, да речам, предзнаци. Не осеќам болка при мапење, чешкање, пецкање, ништо. Значи немате никакви симптоми, туку само имате наод на Ешерихија коли во урина, ако добро ве разбрав, така? Да. Така. И тоа е вашиот проблем и постои ли, ви благодарам за вклучувањето програм, ова е навистина едно интересно прашање. Докторке, постои ли потреба да се лекува овој проблем, односно да се дава антибиотик за бактеријата доколку таа не дава никакви симптоми? Правилото по сите guidelines и препораки кои што ние лекарите ги следиме е дека асимптоматската бактериурија не се лекува. Односно ние оставаме да седи како таква и потпомагаме со одредени суплементарни лекови кои што би можело да ја променат флората внатре во вагината, да ја променат флората во уринарниот систем, кои што ќе допринесат за минимизирање на незиното количество, да речам, во Значи телото самото да се избори. На некој начин. И доста зависно, пак ќе кажам, ако станува збор за пад на имунитет, се дава терапија во однос на подкренувањето на имунитетот, за да телото има со што да се бори. Во секаков друг случај, доколку кај пациентот се јави и еден симптом кој што е пропратен со печење, мокрење, како што ги напоменав пред малку, во таков и позитивен наод на уринокултура, или диагностички, во таков случај пристапуваме кон лекување. Затоа што има пациенти кои што во одредени периоди од годината апсолутно немаат никакви, они се ја знаат дека се имаат Ешерихијата во себе или било кој друг тип на бактерија и буквално како што кажа гледачката, нема никаква симптоматологија. И таа нема потреба да биде третирана. А може во текот на годината, поради особено во зимските периоди, кај што имаме пад на имунитетот, тогаш може да се појават и симптомите и еднашка годишно може да биде истретирана само како да ги ублажи за да не направи некоја дополнителна суперинфекција. Значи само доколку се појават симптоми, а советувате ли гледачката да прави редовно испитување дали бактеријата понатаму е присутна или не, доколку нема симптоми? Јас би советувала да го прави на некои си 3 до 4 месеци. Добре. Значи не треба да го прави фреквентно секој месец. Да пие доволно течности, значи најмалку 2 до 2,5 литри на течност. Во текот на денот може да пие увин чај, но да не претерува со увиниот чај, пошто не може да го пие на долги, значи долг временски период. Ограничен временски период се пие. Не може да го пиете, например, 365 дена. Значи ќе пиете можеби една недела по 1-2 чаши дневно или да, после тоа да се прави пауза, па може да се префрли после тоа на брусница, зашто брусницата е пак побезазлезна во однос на делувањето на конзумирањето на увиниот чај. Така да може да продолжи со такви редовни конзумирања, да се подкрени имунитетот, пробиотиците имаат исто така голема улога во истото, дали да се става во форма на вагинални пробиотици, кои што така ќе регулираат некоја нормална флора, или пак да се внесуваат перос, односно преку уста таблетарно, кој што исто така дава добар ефект. И јас искрено, ова е лично од мојата пракса, каде што конзумирањето на сода бикарбона како таблетка ми имало добар ефект кај пациенти со, например, со Ешерихија коли. Затоа што ја пореметува пехата каде што Ешерихијата живее и апсолутно ја прави понеповолна за незиното екзистирање. Пред да ги вклучиме следните гледачи, ве прашам дали наутро пиење чаша сок од лимон може да ја смени пеха вредноста на урината? Точно така, може да ја смени. И тоа да помогне. Значи со мали животни навики, наместо кафе? Наместо кафе да се пие чаша лимон, бидејќи тоа ја алкализира самата урина. Или пак да се конзумира зелен чај, кој што исто така има алкален ефект врз телото. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Едно прашање. Јас да ви кажам, беше 2023-та. Многу бев болна, вода уопште не пие и сега дури тек јуни таму се подобри, септември месец вагинално некое црвенило, малце ме чешаше, а осетив на градниот кош од напред на позади ми се чини како некоја струја ми дојде. Не бев многу бев болна.
Од тога сега во државна све провери има ешериколи, таа бактерија. Добро. Проверував и за ова другава бактерија што е Клепсиела, протеус. Клепсиела? не. Добро, ма ја најдо или не ја најдо таа друга бактерија? Не. Добро, Не, значи сте во правеле држав- тест, не е најдена таа бактерија. Ешерихија коли имате во урината? Да. Во урината. Дали имате симптоми некакви во однос на мокрењето? Сега моментално немам, ама не сум уште убаво доисчистена. Све пробав. Има и нисам толку пари фрлив. Нема врска. Сега се мачка с Пентаксол. крем. Пентаксол. Добро. Не го малку ми се подобри. А дали правевте за кандида уринокултура? Да. И Нема- што излезе? нема Немате кандида. кандида. Значи не е габична инфекција во урината. Така. Добро, значи прашањето вие што може да се направи понатаму за да се реши проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате? Во ваков случај, поради тоа што пациентката, како што напоменав, дека најверојатно имало пад на имуниот систем, Така. кој што пад на имуниот систем или доколку била хоспитализирана, па можеби носила уринарен катетер, не го слушнавме тој момент, мислам како податок. Често пати ги појавува овие работи, често пати се комбинира најчесто со гениталните инфекции од типот на кандида. Затоа што тој сврабеж, тоа чешање, таа иритација, пошто рече дека мислам дека е некаде околу 66 години, ако добро разбрав. А сепак таа е пациентка која што е во менопауза, каде што таа цела вагинална флора е целосно сменета. Јас првин тука ви советувам пред да се јави на нефролог, да посети гинеколог, да се исклучат сите аспекти од гинеколошкиот дел, дека не станува збор за никаква бактериолошко или миколошко заболување, миколошко се кандида или другите причинители. И после тоа, ако сето тоа е стерилно, нели, ќе се упати на нефролог каде што ќе се направи повторна уринокултура, затоа што можеби уринокултурата била тогаш позитивна, па ако бил недоволниот период од антибиотското или да поминал, бидејќи била под антибиотска терапија, не поминал доволен период, може да била и стерилна втората урина, ама праксата кажува дека секогаш после првата треба да поминат уште најмалку 2 недели да се направи втора уринокултура за да кажеме дека уроинфекцијата е излечена. Значи 2 последователни уринокултури кажуваат дека инфекцијата е излечена. Така да ако не е направено тоа, да се направи и после тоа доколку има да се пристапи со, пошто сепак е порана, значи не е со години дека пациентката ја има, можеби ќе треба да се пристапи и кон третман на подолго превенција, го велиме ние, подолг временски период, каде што би можело да следи излекување на истото. Така, со мали дози? Со мали дози, да, со мали дози, па не се тоа не е антибиотик, туку тоа е уроантисептик. Уроантисептик, така. Кои што се даваат во вечерните часови и се во мала доза и се пијат подолг временски период, баш заради тој момент кај пациенти кои што имаат таков проблем. Ајде да слушаме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Нема, се исклучил, добро. Кога зборуваме за жените кои што се во период на менопауза, дали кај нив може да помогнат кремите со естроген во урогениталната регија за да се промени и сувоста, но и флората која што живее? А да, тука може да помогнат, бидејќи кога имаме пациенти кои што имаат поизразата сувост на вагината, автоматски тоа доведува и до едно непријатно чувство, значи чувство на чешање, чувство на пецкање, каде што пациентката се иритира дополнително и самата себе. Кога би се изиритирала, таа му би настанало така наречени, ние ги викаме, не се скориација, туку тоа се распукнувања на делото слузницата на вагината, кој што се влезна врата за било каков тип на инфекција. И тука всушност ние треба да превенираме. Да, користењето на такви вагиналети сепак треба да идат од страна на гинеколозите, да го проценат истото дека тоа е во пациентката е во можност да го става како вагиналета и комбинацијата со вагиналети, напомнав, дали да бидат пробиотици, за да таа флора дополнително се промени натаму. Ајде да го слушаме следниот гледач во денешната Телма амбуланта со неговото прашање. Добар ден. Едно машко го прејави. Така. Слушам. Повелете.
јас се мачав 7 месеци со тоа бактерија. И гледајќи ја вашата емисија, научив нешто. Поздрав за вас и до докторката. Значи, чисто испирање за ешерихија коли, испирање со сода какво на раствор. Не да ми помогна, него тоа за 5 месеци. Така. Значи, ова е еден од патилет совет еден, до сите што следат емисијата. И уште едно вас би додал, значи, јас сум диабетичар и тие се јапчиња се викаат Jardians. Jardians, да. И тие, додека не престанам да ги пијам, јас ја влечам таа бактерија. Аха. Да. Така. И сега ви е решен проблемот, така? Успешно. Да, фала му така, ви Господа. Мене ми е навистина драго што сте добар и што споделивте ваше искуство со нашите гледачи. Ви благодарам уште за вклучувањето во програма. Докторке, можете ли да го искоментирате сето тоа што го слушнавме? Многу добра информација даде самиот гледач, бидејќи кај диабетичарите, Добро. особено уринарните инфекции се многу поизразени. Без разлика дали се мажи или жени. Во овој контекст не може да ги диференцираме кој повеќе, кој помалку. И конзумирањето на лекот Jardians, кој што за нас нефролозите, кардиолозите и ендокринолозите е доста клучен лек во лекувањето на одредени состојби кои што се поврзани со хронична бубрежна болест, срцева слабост или пак со регулацијата на шеќерот, кај пациентите кои што го конзумираат, доколку се појави ваков несакан ефект, односно зачестени уринарни инфекции, веднашка треба да се прекине. Тоа е всушност и несаканиот ефект од самиот лек. Аха, значи некогаш одредени лекови може да бидат причина за појава. Може да бидат причина за појава. Jardians тоа го знае да го прави. И ние, секогаш кога доаѓаат пациентите кај нас на контролните прегледи, едното од прашањето кој што го поставуваме да не случајно се појавила уринарна инфекција. Затоа што доколку се појави треба да пристапиме на друг начин. А што со промивките со сода бикарбонат? Да, тоа сакам да кажам и мислам дека рече дека и конзумирал сода бикарбонат, ако добро го разбрав, дека всушност имале ефект тоа што јас го кажав, дека кај Escherichia coli знае да ја елиминира поради тоа што ја менува самата pH во урината, во мочниот меур и всушност се прави незината подлога непогодно за живење. Така да пациентот имал исто позитивно искуство со истото. Докторке, а што е со оние пациенти кои што пијат антибиотска терапија? Дали потоа би можело да се развие инфекција која што е поврзана со мочните патишта? Што нешто што не би се очекувало по антибиотска терапија? По конзумирање, значи долготрајна, зборувам, значи не за нешто што го користиме 5, 7 до 10 дена. За да се користи нешто 10 дена, за да се развие таков тип на инфекција, која што најчесто е од типот на кандидата, значи на микотиците, треба стварно да има пациентот паднат имунитет, за сето тоа да се активира. Но тоа знае да се појави кај пациенти кои што се долг временски период, значи имале една состојба, па се дал еден антибиотик, па тоа требало пример 14 на дена. Па после тоа се продолжило со друг антибиотик, па се продолжило со трет антибиотик или комбинација на 2 до 3 антибиотици истовремено, или зависно за каква состојба правиме во моментот. Тоа знае често пати и самиот стрес на телото дека пациентот е болен, пошто болеста е еден вид на стрес, допринесуваат пак ќе го поврзам со падот на имунитетот и активирањето односно тригер фактор за појавата на инфекциите. А што со оние пациенти кои што имаат уринарна инфекција предизвикана од Escherichia coli и постојано пијат антибиотици дури кога немаат симптоми? Дали може да направат потоа уринарна инфекција предизвикана од некоја друга бактерија? Они може да направат од друга бактерија затоа што веќе имунитетот ќе го намалат и веќе се влезна врата за се и се што. Така. Значи буквално конзумирањето на антибиотиците на долги стази апсолутно не е препорачливо. Мислам, ниеден од нас лекарите би го препорачал тоа на пациентите. Ние гледаме колку што можеме да го минимизираме внесот на антибиотик во човечкото тело и тоа да биде на некој начин природно да можеме да се бориме, да го подобриме имунитетот и природно да се бори телото према причинителот. А доколку ние на еден антибиотик додадеме втор и трет, веќе влагаме во еден круг каде што од едно друго ќе ни се појави. Пред да го вклучиме следниот гледач, само уште едно подпрашање, антисептици споменавте. Така? Да, колку време тие може да се пијат? Тие може да се пијат и до 3 до 6 месеци, значи зависно од причинителот, возраста, значи може да
можат до 6 месеци се без разлези да се поголеми скипетар. Ајде да го слушаме следното прашање во денешната Телма амбуланта од гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте? Ве слушаме Добар ден. одлично. Добар ден. Телма телевизија. Да, ве слушаме одлично, во програма сте. Од Радовиш Така. се јавува. Вака сега. Пред месец и пол видов во мокрачата нешто како нешто заматено, сама како некои парталчиња да ми се маваа. И сега тоа одеше, јас сега мислам уште, во пред една недела без кај матичниот лекар и ми препорача да пием урифаст. Добра. И сега го пијам тај урифаст, мислам тоа се како кемички до такво Урифос пиете или урисепт? брусница, арома на брусница тоа. Не, урисепт е тогаш, не Урисепт, урифос, значи, не пиете. урифос. Добра. Значи, и сега имате подобрување или не? Па гледам дека сега е малку мислам подобра е, мокрачата ми е подобра. Малку кулови ќе постоje како тало да се става горе и пак некои ситни ми се појавуваат низ мокрачата, како точки. Така. Доктор, ќе да имате некое прашање? Дали е направена уринокултура, дали е исклучен некаков причинител, можеби? Да, правев пред на 29 април правев. Немаше ништо така. Така, не изолира бактерија ниту габичка. Не. Некаков симптом, дали имате печење при мокрење? Не, нема. Значи немате никакви симптоми, само Немам таа промена во урината. Да, Така. да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Фала многу. Ви благодарам и вам. Што советувате во ваков случај? Во ваков случај некогаш е комбинирано гинеколошки со нефролошки или со уринарни инфекции, заради тоа што доколку уринокултурата е стерилна, значи немаме никаков бактериски причинител, доколку на обичен седимент на урина исто така не се наоѓаат или се наоѓа само леукоцити, значи не се наоѓа никаков друг фактор кој што параметар, всушност не фактор, кој што нас би ни индицирал дека станува збор за уринарна инфекција. Добро е, како и во случајот со минатиот со пациентката, да се исклучи гинеколошкиот аспект на истото, да се види дали таму има некаков тип на инфекција. Доколку нема никаков тип на инфекција, тогаш да, секако дека може да продолжи пациентката со користењето на урисепт прашоци се тие во форма на деманоза, подолг временски период или да ги конзумира во форма на таблети, значи може. Но треба да се види, ако повторно се појавуваат, дали всушност е тоа вистински леукоцити, дали се тоа да не се па протеини во урината, каде што водат сосема во друг дијагностички правец, сепак треба да се направи подетален преглед, значи да се провери и да не се тоа всушност протеини. Дали пациентката има притисок, дали пациентката има дијабет. Тоа исто така се многу битни податоци кои што нас ќе ни дадат ни се индикатор што може да очекуваме. Темелен нефролошки преглед во е секој потребен случај во овој случај. А што им препорачувате на гледачите? Каква облека да носат во текот на летните месеци да се спречат уринарните инфекции? Важен ли е материјалот? Па и важен е материјалот, да, затоа што синтетиката е таа која што повеќе не поти и во таа регија не е препорачливо да се носи, затоа што сепак и ќе се испотиме и тоа ќе се залепи за нас и тоа ќе биде една влажна средина која што ќе направи поголем побрзо појавувањето на било каков тип на инфекција. Препорачливо се носи памучна облека, поширока, особено во пределот на гениталите, да не биде тоа нешто што притиска и што прави да нема воздух на некој начин. Една полежерна гардероба е препорачива во летните временски периоди. Така, да не се користат дневните улошки, да не се користат апсолутно дневните улошки. Како да се одржува хигиената во урогениталниот дел? По користење на тоалет, како жената правилно да се избрише за да не се пренесат бактериите? Да, јас секогаш тоа го зборувам уште од малите деца, нели, кога поготово кога се девојчиња, дека тоа е многу битен момент, начинот на бришење, затоа што секогаш кога се бришат во обратниот правец према аналниот отвор е нешто што допринесува расејување на особено после актот на дефекација, односно после
тој момент многу лесно пренесувањето на инфекцијата од аналниот предел према урината. И секогаш се практикува, се вели тоа да не се практикува и кај мајките, и кај дечињата во градинка уште од мала возраст да се научат како треба да се избришат, бидејќи доколку таа влезе уште во малата детска возраст, веќе стварно и децата имаат и поголеми потешкоти со бактериите како што растат понатака. Истото правило важи за жените. Значи, како за деца, како за возрастни, правилниот начин на бришење е многу битен. Тоалетата, напоменав, да не се користат агресивни средства за тоалета, бидејќи тие дополнително нарушуваат вагиналната флора, и да се користат, нели, доколку се потат жените. Секој од нас е индивидуален, некој повеќе, некој помалку се поти, апсолутно да се промие себе со една обична вода или со чајот камилица, чисто да се неутрализира таа средина. Уште еден гледач. Да се наруши бариерата. Така да не се наруши бариерата, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Се исклучил. А што е со оние жени кои што се во репродуктивната фаза од животот, како што уринарните инфекции, односно циститисот, најчесто се јавува за време на менструалното крварење. Што препорачувате кај нив? Дали е повторно влошката може би проблемот? Да, влошките знаат да го иницираат истото. Значи не само кај жените кои што се во менструален циклус, и кај бремените жени. Значи сето тоа е еден фактор кој што е дополнителен од нормалното женско тело. Да речем, кога дали си во менопауза каде што имаш намалено ниво на естроген, или си во бременост кога што имаш зголемено ниво на хормони. Дали си во циклус каде што тука имаме веќе и друг процес, нели, ендометриумот се одлуштува, имаме крв, каде што крвта е една отворена врата, каде што многу треба да се внимава. Сте прочитале, доста често се појавуваат ставањето на тампоните, каде што знаат да предизвика дури септични состојби кај младите девојчиња, зашто можеби подолго време го оставаат таму. И тоа е апсолутно влезна врата за сериозна инфекција, каде што сериозна инфекција води до сепса и некогаш може да заврши и фатално. Гинеколозите се соочувале со таа проблематика. Така да во летните периоди хигиената е уште треба да биде уште поприсутна, да не се чува влошката долг временски период, значи не сабајле се става па вечерта се менува, туку тоа да се прават почести промени на влошките, почесто промивање доколку е за зависно, нели, секој циклус е различен кај жените, некои имаат повеќе, некои имаат помалку, али сепак хигиената е клучниот фактор кој што има тука улога во развитокот на инфекција. За да се спречат уринарните инфекции, потребно се внесува доволно течности. Апсолутно. Колку? Тоа е многу интересно прашање, зашто сите викаат колку. Нема колку. Има лимит под кој што не може да се оди. Ама апсолутно дека има и лимит горен по кој што не сме да се прекорачи. Еве еден оптимален внес, сепак се зависи од телесната маса на човекот. Значи не можете вие да споредите човек кој што е со 50 на килограми и човек што е со 120 килограми, дека треба да внесуваат апсолутно исто количина на течност. Минимум да бидат 2 литри, максимум да бидат 2,5 до 3 литри, сепак према масата на човекот кој што ја има. Колку повеќе се внесуваат течности, толку повеќе се прави промивка на уринарниот систем, толкав е помал ризикот за развиток на уринарни инфекции и апсолутно целата хидратација делува како една општа благосостојба на човечкото тело, особено во летните периоди, таа размена на електролити кои што ние всушност ја губиме преку потењето, на некој начин да не доведе до дехидратација, која што дехидратација доведува пак до други последици понатака. А што им советувате на оние кои што имаат повторувачки уринарни инфекции во летните месеци? Пак ќе се навратам на моментот дали се тие со симптоми или не се со симптоми. Ако се асимптоматски, апсолутно дека ги оставаме пак да бидат со користење на чаеви, со користење на суплементарна терапија, доколку се еве на пример во зимските периоди, доколку се тие асимптоматски, некогаш се пристапува кон давањето на една, да наречам, имунолошка терапија на атенуирани бактерии од Escherichia coli, која што се дава во период од 1, 2 или 3 месеци, каде што на некој начин прави
без антибиотик, значи тоа е како на некој начин модулатор на имунитетот. Знаеме да го даваме кај пациенти кои што имаат вакви репетирачки инфекции во текот на годината и тоа може да роди добар ефект во давањето. Имале пациентки кои што по давањето апсолутно се излечила ешерихијата. И моето последно прашање за денеска, што да се направи доколку сме на одмор и имаме ваков проблем? Треба ли во домашната аптека да понесеме нешто за уринарни инфекции? За циститите, бидејќи тие понекогаш знаат да се искомплицираат. Инфекцијата може да се качи кон бубрегот. Тоа е најголемиот страв на секој на што доживеал уринарна инфекција. Така, тој што доживеал апсолутно дека знае тоа како изгледа и тоа е сосема непријатна ситуација. Тој дискомфорт, тоа печење, пак ја напомнам, доколку симптомите се појават, апсолутно дека е неиздржлив. Мислам, тоа е болка која што е пропратена со сите можности, целата палета на симптоматологија за уринарна инфекција. Превентивно, да, може да се носи со себе пробиотик, може да се носи антибиотик, кој што јас сепак би го ставила како крајна линија на давањето, или антисептик, да, не мора да е антибиотик, и урантисептикот ќе се заврши својата работа. Увинчај нека си носат со себе или чај од брусница кој што сепак ќе го имаат во некоја количина, мислам во одредено пакување. И е тоа нешто што би можело да се советува како нешто што е прва помош. Доколку симптомите се интензивираат во текот на престојот, или зависно каде сте, тогаш јас секогаш советувам дека треба да се посети лекар во местото каде што е. Може би треба да се направи уринарна инфекција, доколку се појави температура пак во тој, тогаш е веќе нешто што не можете сами да го третирате дома и би било добро да консултирате интернист доктор, нефролог, за да даде понатамошни насоки. Значи циститисот е состојба која што бара секогаш консултација со нефролог? Па јас би рекла дека секогаш бара консултација со нефролог, заради тоа што некогаш занемарувањето на симптомите, не занемарувањето, игнорирањето во смисла ништо не ми е, ќе помине, доведуваат до качувањето на инфекцијата према бубрегот и развивање на состојба на пиелонефрит, кој што е итекако сериозна инфекција која што бара веќе во некои случаи болничко лекување. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за исцрпните појаснувања на оваа тема. Благодарам уште нешко. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Добивте навистина корисни совети и препораки поврзани со спречувањето на уринарните инфекции во летните месеци, причините што доведуваат до нив. Ви посакувам пријатен ден.